ден, драги наши пријатели на вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од прекрасниот амбиент на комплексот Златно буре Кучково, кое што е место создадено за уживателите на природата, на хедонистите, на едноставно се што е македонско, традиционално. Сакате од природа, сакате од храна. Ние сме тука со нашата екипа, подготвени за новиот рецепт на денот. Денеска, драги мои, ќе ви подготвам една малешевска тарана. И зошто сакам да зборувам повеќе за тараната? Затоа што за многумина од вас тараната е позната како јадење од детството, каде што ќе се направи, ќе се свари со топла вода, ќе се стави јогурче, кисело млекце или сиренце, како еден топол оброк. Но тараната е многу повеќе од едно такво обично јадење. Тараната е храна на заедништвото. Затоа што жените, кога ја подготвувале тараната, секогаш пееле, додека ја триеле од ситото, од рендето, додека ја триеле, тие се собирале, пееле обредни песни, се забавувале и така правеле големи амбари со тарана, за да имаат храна во текот на зимата. Но што се случувало? Кога веќе е крајот на зимата и се наговестува доаѓањето на пролета, веќе амбарите станувале празни. И тога што се случувало? Ја прибирале и таа тарана што е останата и ја спржнувале со првото зеленило од дворот. Со копривата, ако нема коприва, природата секогаш ви нуди замена, штаве и спанаќ. Значи се пржело со првото зеленило што ќе го има во дворот. И така умееле да направат храна, да го најадат целото семејство. И затоа велат дека од нашиот двор и од нашата градина нема поголема самопослуга. А и природата секогаш ви нуди замена. Ако нема коприва, има штаве, има киселец, има спанаќ, значи имаме многу што со кој што можеме да ја направиме тараната. За оваа малешевска тарана вас ќе ви биде потребно 250 грама домашна тарана, 300 грама спанаќ, една главица голема кромит ситно сечкан, едно чешне или две лукче, малку суво нане, не го заборавајте, тоа ти дава посебно убав вкус на тараната. А луѓето секогаш си имале суво нане дома, текот на зимата за гравче, за леќа, за компир манџа, за чај. Така да, и така не случајно е создаден овој рецепт. Користеле една супена лажица свинска маст текот на зимото. Пошто јас немав свинска маст, за замена ќе ставам кравјо масло, една супена лажица. 100 грама сирење за одозгора да го нарендам. Ке ни треба масло, за да го спржнеме сето ова. Вода по потреба, мислам дека околу 1 литар до 1,5, но ќе ви кажам како, следете емисијата, како ќе налеваме вода малку по малку. Од зачини ќе ни треба триена сол, буковец, малку мешан сув зеленчук, сол и една коцка за супа. Коцка ако немате, не е никаков проблем. Што правиме најпрви? Во едно тавче ќе ја ставиме тараната да ја запечеме, да добиеме вкус, како знаете кога печеме бадем. Така. Малку да ја подпечеме. Потоа ќе ја тргнеме настрана и ќе продолжиме со постапката. Еве, тараната ја подпекуваме и веќе почнувам да го добивам мирисот на тој печен лешник. Баш таков мирис. Само ќе внимаваме да не ни загори. Како мириса.
Прекрасно нешто. Прекрасно. Ја уловив во правиот момент, за да не загори. Каков прекрасен мирис. Така. Сега ја ставам настрана. Еве, доволно е. Значи, малку да ја промени бојата. Да ја промени бојата, да го почувствуваме тој волшебен мирис на печено тесто, на печен лешник и ќе биде доволно. Ја одложувам настрана. Сега си зимам едно подлабоко тенџере и ставам масло. Околу 1 децилитар масло. Ќе го ставам кромидот да се прши. Така. Додека тој се пржи, јас ќе го насечкам спанакот. Претходно исчистен, измиен. Така. Сега ќе почнам кај кромидот да ги редам зачините. Да се спојат убаво. Во текот на пржењето ставам сол, 1 прстопат, малку ставам мешан сув зеленчук, малку буковец, така. И тука ќе ја ставам коцката за супа од зеленчук. Не ја ставаме за да имаме доминантен вкус на зеленчукот, засилен вкус на зеленчукот. И сега тука ќе ја додадеме свинската маст или кравјото масло, затоа што тараната си бара да биде помасна. Ќе ја стопиме сега. И ова јадење да знаете, од шпоретот оди одма на трпезата. Така сега ќе ја оставиме на вистина убаво да се испржи кромидот. Можам и врз него да го ставам, не е проблем. Потоа ќе го пропржам спанакот со кромидот и со кравјото масло. И сега ќе му додадам 1 лажичка диво сушено нане. Така. Каков убав мирис. Прекрасно нешто. А триената сол ќе ја ставам сосем на крај, пред да ја додадам тараната. Пред да го додадам спанакот, ќе го ставам и лукчето. Сега го додавам лукчето кај кромидот. Така. И тоа малку да се спржне.
прекрасно. Ке го оставиме уште. Ау, каков мирис има прекрасен, восхитувачки мирис има. Сега, знаете што правам? Пред да го додадам спанаќот, сега ќе ја ставам тараната тука. Ете така. И промешувам. Тараната да се пржи во маслото и кромвитот. Прекрасно. Каков мирис се шири, сега можам да додадам слободно една супена лажица триена сол. Значи од ноктец, чубрица, нане, ченкарна сол. Така. Промешувам. Еве, тараната ја зема целата маснотија. Сега ќе ја намалам температурата на оганот и ќе го додавам полека спанаќот. И ќе почнам постепено да налевам со вода. Не си истура целата вода одеднаш, туку малку по малку. Се додека не забележиме дека е доволно. Треба да добиеме густа каша. Сега ќе си пушти вода и спанаќот. Убаво да го промени. Леле, каков мирис. Навистина ви кажувам, и ќе се уверите доколку го направите ова, дека ова не е обична тарана. Ова е специјална, навистина. Овој мирис што ќе го добиете, а тек вкусот кога ќе ја пробаме после. Ова е вкус што никогаш не се заборава, да знаете. И ова е вкус на, ја што велам, на заедништвото. Ве потсетува на нешто што може да го собере целото семејство. Да ги собере пријателите, роднините, да им ја покажете целата своја љубов преку едно јадење. Еве, веќе скипна и спанаќот. Ете така. Така. Сега ќе почнам да додавам вода. Еве, половина литар ставив за почеток. И она ќе почне да се врие. Така. Сега уште малку ќе ја намалам температурата на оганот. Оти ова треба сега тивко да се крчка. Сега, тараната ќе ја земе целата вода. Каков мирис! Тајната е во запекувањето на тараната, да знаете. Еве, веќе немаме вода. Веќе немаме. Сега ќе сипнеме уште малку. Уште една чаша. И ќе оставиме сега на тивко да си крчка. Се додека тараната не ја земе целата вода. Потоа ќе промешуваме и повторно ќе додаваме водичка. Дури може и масленце ако треба уште. Јас можам сега само да пробам, да видам за сол дали е доволно. Секако ќе му додадам сирење од озграма, тоа е само за нарасување. Мајко моја, како е ова убаво, леле.
Прекрасно нешто. Еве сега му додавам уште малку вода, уште една чаша му додавам и ќе го оставам најмалку 10 минути на тивко да крчка, за да скипне тараната. Тараната уште крцка. Ете така. Нека крчка сега. Еве како убаво си чрчори. Гледате дека веќе целата вода ја зема. Ке треба да додадам сега уште малку вода. Мислам дека уште еднашка и ќе биде сосем доволно. Но, пропратно, да ви кажам, околу 1 литар и 300 милилитри вода. Мене ќе ми оди на ова. Зашто велиме дека не можеме точно да кажеме колку вода? Некоја тарана е подсврста, некоја е помека, некоја пие повеќе, некоја помалку. Ете така. Таа бара длабоко промешување од доле и ќе му капнам уште малку зејтинче. Мислам дека за некаде уште 10 минути ќе биде подготвена за да и го наронкам сирењето од озгора. Па и не бара многу мешање, битно е да се тишти на ниска температура, значи на малку да се тишти. Еве, дури можам уште малку да намалам. Ете така. Буквално само по некое мало меурче од озгора да вади, тоа значи ќе скипнува тараната внатре. Не може ова да клокоти, оти ќе изгори од оздола. Еве да пробам уште малку за сол и тараната да ја пробам. Да, ќе треба уште малку, 10 минути готова. Ни сол треба да се додаде ништо, значи зачините се асал погодени. Еве, гледајте како на те нанеси крчка. Сега мислам дека ми е последното пробување пред да ја завршиме, само да видам дали тараната нараснала, дали ја земала водата. Значи, поубаво здравје. Леле, Господи Боже, ова наша чудесна Македонија, каде може и каде се видело во светот од 250 грама тарана, малку спанаќ, она што имате или копривче по дворчето, од нашата самопослуга, да направите вакво јадење. И малку сиренце, околу 100 грама сирење, не треба повеќе. Верувајте дека 6 до 7 луѓе можат убаво да се изнајадат. Сега го правам ова и додека ја поставам трпезата, ќе го затворам тенџерето. Да не диши од никаде, да си скипне уште повеќе. Исклучена е сега ринглата. Ете така. Ова и децата, и родителите, и баби, и дедовци, од оваа манџа можат сите да јадат. Сите. Значи, нема граница и нема препрека. Ова е уживањето, ова е македонското уживање. Ова е символ на нашата историја, символ на способноста на македонската жена да ги создаде сите овие рецепти за кои што ние навистина со години се трудиме да ги пренесеме и да бидат во незаборав. Останете со вкусот на традицијата, сега ќе ја поставиме трпезата. Еве, уште си крчка.
Драги мои, со нетрпение очекувам да ја пробам оваа тарана. Погледнете, таа како ќе ја подготвите, како што ви кажам, со сетенџере се служи. Не можете да ја претурите во друг сад, најоригинално во тенџере. Тараната спржена со зеленилото од бавчата, што дал Господ. Ете така. Значи со оваа тарана, гледајте, цела војска може да се најаде. И прекрасно ќе ми оди со оваа жива туршија. Малку киселко. Топ. Дефинитивно најдобрата рецепта за тарана. Ваков вкус. Леле, каков вкус. Ао. Не можам да ви опишам колку е ова добра. Леле, колку е добра. Уживање. Ова е вистинско уживање. Празник за сите мои сетила. Направете и уживајте. Затоа што ова е создадено да го уживаш и на те наде со љубов да си го каснеш. Драги мои, ве оставам во добро здравје и со поговорката дека на ведната глава сабја не ја сече, но дигнатата глава нагоре прва го гледа сонцето. И да знаете дека сонцето не се брани со решетка. Како и да е низ таа решетка, пак ќе ве стигне. Тоа е како и правдата. Значи, низ решетките мора да се спровне и да пристигне на правото место. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата, а ние остануваме со оваа наша убава тарана да уживаме заедно со целата наша екипа од Златно буре кучко. На здравје!